Почитувани гледачи, добро утро. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. Секогаш се трудиме, настојуваме да имаме гости кои по многу што се интересни, гости од кои можеме да научиме некои работи, гости кои што ќе не запознаат со нивниот начин на живот, кој може би професијата и начинот на живот им е едно те исто, или пак од друга страна ќе не научат на некои работи кои некако сме прескокнале да ги научиме. Денешната емисија ја посветуваме на она што не очекува утре и задутре, а тоа е задушница. Мојот гостин денеска е отец Игор, кој што е наш редовен и добрододен гостин во студиото на К3 телевизија, кој што секогаш одговара на нашата покана, на големо наше задоволство и се надевам и на ваше. Знаете како во животот на секој човек постојат неколку, да кажеме, крупни работи, како што барем ние луѓето размислуваме. Значи, денот кога ќе се роди и денот кога ќе замине од овој свет. Тоа се крупните работи во животот на секој човек. Се она што ни се случува во животот е она што е некој пат кој што мораме да го поминаме. Дали во добро здравје, дали во полошо, дали на овој начин, дали на оне, сепак тоа е, секој си има свој различен пат. И велат, чудни се патиштата Божи. Зошто е тоа така? Веројатно така требало да биде. Но што всушност ни е темата за денеска? Сите ние имаме некој обичај и некој ред. Кога ќе се роди некој, кој е редот? Кога ќе се прославуваат некои верски празници, обичаи, јадети, пак има некој друг ред. И кога некој ќе почине, пак и тука си има некој ред. Дали што не интересира? Дали постои еден универзален ред, како што треба да биде, или велат секоја куќа си има посебен ред, секоја мала, така наречено во Куманово, ќе викаме мали области во кои што живееме, си има посебен ред, или секој град. Темата за денеска, всушност, целта, за да одговориме на оваа тема, ни е задушница и што всушност е вистинскиот ред. На кој начин е редот, на кој што достојно треба да го испратиме оној кој што заминува од овој свет. Вистинскиот ред, за да одговориме на она што всушност е пропишано по нашата вера. Значи, достојно некаде се испрати како што треба. Но, пред тоа, да поразговараме за суштината. Многу е важно, нели? Која е суштината на животот? И после тоа ќе говориме за задушница и кога веќе некој ќе испратиме на оној другиот свет, како што ние знаеме народски да кажеме. За почеток сакам да ви кажам добре дојде. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Во секое време. Оче да започнеме така со разговорот. Да, сметам дека за да го одговориме прашањето за вечниот живот, за тоа дали има таму нешто или нема, Така. ќе мораме да се вратиме во основите, а потоа ќе говориме и за нашите доживувања кои што реално секој ден ги чувствуваме и мислите кои што не доаѓаат во врска со смислата на нашето постоење кој што е со краток рок овдека, а е толку набиено со емоции, со мисли, со убавина, со правда, со неправда и така натаму. Значи, кога ќе се роди човек, секој се радува. Како што се радува на се што е праведно и на се што е нормално во овој свет. Кога човек чуе вистина и добар збор, повторно се радува. Значи, си имаме некој сензор кој што ги добрите и природните работи препознава и ние сме комотни, добро се чувствуваме, добра мисла ни е тогаш. Меѓутоа, кога ќе се случи нешто што е неприродно, зборувам и за нашата природа што не е дел, тогаш се бунтуваме. Се крева адреналинот, стануваме нервозни, лути, разгневени, расплачени. И тоа може да се потсетите кои се тие моменти кои ќе слушнеме невистина, кои ќе почувствуваме неправда, навредлив збор и смрт. Значи, тие како да не се дел од човекот, односно како да не треба да се дел, тие се дел во овој свет. Бидејќи светот
Бог што го создаде, како кажа, се што создаде Бог е убаво и добро. Значи, се си има смисла. Но никаде не се спомнува Бог ја создаде смрт или тагата и така натаму. Се вели откако влезе гревот во човекот, откако човекот сгреши, влезе и смртта тогаш. Значи, кога Адам преку своето откажување од својот родител, од Бога, се тргна од неговата благодат, тој се тргна од изборот на животот. И нормално, ако се тргнете од некое грејно тело, кое што ве топли зимно време, ќе ви биде студено. Тоа е природно така. И тогаш се олади човекот. Зашто замислата на Бога му беше и го скрои човекот за да има живот вечен. И сега, еднаш направен така, доживува катаклизма, значи доживува смрт, чувствата за вечен живот остануваат и се соочува со смртта и ете, нешто неприродно се случува и тој се бунтува против смртта. Так. Зашто во почетокот е создаден за вечен живот? Сега тука ни доаѓа нашето прашање, нели, во врска со темава и народското кој се вратило таму за да ни каже дали има нешто таму. Токму така. Нели? За многу историски работи кои што се случиле, за битки, за луѓе, ние немаме човек кој што ќе ни каже дека бил таму, нели? Така. Едноставно се запишани. Затоа и ние уште во Стариот Завет слушаме како Бог, нели, ќе му нема да дозволи на неговиот светец да види распаѓање, мислејќи за Христа, дека нема да остане во гроб. Во книгата на Макавеите се зборува како тие ќе станат, односно оние што загинале, дека ќе станат повторно. И се така некако се провејува таа надеж и тоа ветување на Бога дека ќе бидеме спасени. И на крај, испраќајќи го својот син, Логосот или зборот Божи кој што кога се раѓа од Богородица станува Исус Христос, тој исто тој им го кажува на апостолите, нели, дека после 3 дена тој ќе воскресне. И тоа се случи. И навистина сега веќе прашањето го и одговорот го распространивме и на смислата на нашата вера, дали сме ние класична вера со ритуали, со некои обичаи кои што се сами по себе важни, или пак Си ги создаваме самите. Да, дали тоа е Да. лајт мотивот и центарот на нашата вера, на христијанството, Так. или пак е нешто друго. Имено апостолите кога се под наводници ќе кажам организираа како црква, тие не смислија правила, па ајде сега ние ќе ги учиме така луѓето да се придржуваат, за да ние си оформиме да си имаме канцелариички, да си имаме група која што ќе не слуша нас. Не беше така. Тие прво што направија се уплаши и се разбегаа кога Христос беше распнат. Зашто вред им зборуваше за морални вистини, им зборуваше за љубов кон непријателите. Но кога го уби и го распна, буквално за нив Христос стана обичен филозоф, како што и за многу ден денеска е така, држејќи се до неговите зборови. Обичен филозоф кој што не се вклопи во менталитетот на евреите и тие го убие. Но на денот на Воскресението, на Великден, кога ние најмногу празнуваме, тие го видоа Христа воскреснат, односно дојден оној кој што еднаш го погреба. И им покажа тело кое што беше обновено, одухотворено тело. Значи не можеме да го опишеме какво е, со каков квалитет, меѓутоа немаше смрт во него. И тогаш кога го видоа тоа несмртно тело на Христа, апостолите почнаа да проповедаат Евангелие или Евангелон, или преведено од грчки, добра вест. Црквата всушност е тоа. Проповедање дека навистина Бог ни даде вечен живот. Дојде, прими тело кое што беше смртно, кое што беше инфицирано смртта, он самиот го прими и живеејќи како што треба, природно и исправно, со Божја помош тоа тело оживеа повторно и беше вознесено во Царството Небесно. И затоа Христос ни вели, за Бога нема живи и умрени, тоа е само за нас. Так. И од таа смисла, верата наша се крепни токму во надежта за вечен живот, а не во ритуали што ќе изнесеме на гробно место и како ќе му дадеме за душа да јаде сакал
кафе да пие, сакал ракија, сакал Така, ваква токму баница, тоа, онаква да. баница и не знам какво уште не јадење ќе постеламе онака на гроб. Да, да. Токму тоа и сакам да го појасниме, да го поразговараме и да им олесниме и на сите нас да си олесниме, да знаеме всушност што има вистинска вредност кога веќе нешто ќе го направиме, кога веќе сакаме да го испоштуваме редот каков што е, да го испоштуваме онака како што треба да биде. Со оглед на тоа рековте смислата на животот која е. А велат почитуваме и сакаме додека сум жив. Значи прави ги делата кои што сакаш да ги направиш додека си жив. Значи смислата на животот е тоа, нели? Велат на покојникот кој веќе не е со нас, нели? Почитувај го додека е жив. Помогни му, пружи му, дади му, олесни му додека е всушност меѓу нас. Се е тоа џабе кога веќе ќе го испратиме на оној свет кој веќе велат за покојникот се најдобро. Значи тоа е нешто што веројатно како утеха самите сме си го дале и самите сме си го смислиле со оглед на тоа што некој не може да стане да се одбрани доколку го напаѓа некој кога веќе не е меѓу нас, нели? И тоа го доживуваме како реалност, нели? Да, и тоа е така како што е навистина. Бидејќи немаме друга опција, тоа е тоа. Она што сакам да ве прашам нешто што еве имам интернет, значи можеме на интернет да видиме се. И што е точно и што не е точно, но некако има снимки кои пробудуваат кај нас некои чудни мисли. Многу ме интересира вашето мислење, вашиот коментар за снимките во кои што можеме да видиме каде се појавуваат нели сеништа, духови во некоја она прозирна бела состојба, бела, ја викаме бела, но тоа е нели бојата на духот. Каков е, значи човечка силуета. И сега се случува во една сообраќајка, каде што буквално жената поминува на пешачки, не идува автомобил, а во моментот снимката го фаќа тоа, ја трга жената, поминува автомобил и го спасува животот. И таа станува и гледа нешто чудно, кој тоа го направил. Има многу снимки такви, кои што може камерата да ги фати. Многу снимки кои се необјасними за нас. Сега, ние сакаме како луѓе, нели да веруваме, дека и ние еден ден ќе влеземе во тој некој задгробен живот, вечен задгробен живот. Но некако повторно ни е страв. Не би сакале да умреме многу порано, така ли? Човечки е да го прекинеме овој начин кој што го познаваме. Само овој го знаеме, нели? Велите, никој не се вратил од таму за да ни каже дали е така, дали е овака. Тоа е една работа. Што мислите за тој дел? Колку има вистина? Сакаме да веруваме. Сакаме на вистина да биде така. Како да си покажеме и да си докажеме дека да си дообјасниме некако? Знаете како, се сведува на тоа дали веруваме во нешто или не веруваме. Со оглед на тоа што се извинувам, имаме снимка, нели? Да, меѓутоа пак некој ќе каже дека пак тоа после, глупост, дека или е монтажа наместен. или дека да. За се, јас затоа и спомнав, нели, во врска со воскресението на Христа. Тој е оној кој што се врати од таму за да ни каже како е и што е. И ни каже дека, нели, знаеме дека ги првин ги поздрави патриарсите, старозаветните праведници, затоа што пред Христа постоеше само ад, односно место на крајна темнина. После Христа се востанува Царството Небесно, како што и самиот му рече на разбойникот на крстот. Вистина ти велам уште денеска ќе бидеш со мене во Царството Небесно. Значи, за нас првен е Христос. Понатаму, еден куп сведоштва од житијата на светите оци. Значи, ајде да го ставиме тоа, да погледнеме како дел од нашата култура и дел од нашата вера. Кога влеземе во еден храм, имаме насликано фрески на светители, икони. Тие се буквално потсетување на оние кои што се удостоија со Царство Небесно. Да бидат тука присутни со нас. Кога се молиме на секоја литургија, свештеникот кога подготвува причест, тој ги спомнува и живите и упокоените на едно место, како една црква. Буквално кога стоиме на литургија, ние стоиме во вечноста. Тука престанува времето.
и просторот. Така. Ние стоиме со сите наши упокоени и со сите наши живи, и со сите светители, и со Бога и со Богородица, како едно тело, без да биде ниту еден загубен некаде по пат. Така. Затоа и Христос нели вели дојдов да ги соберам сите, кои што Бог ми ги даде, не да ги загубам, не да нема место за некој, туку да се погрижи Бог сите да бидат спасени. И сега многу интересен е вашиот пример што сте го виделе. Нели за веродостојноста само оно што го постирал може да каже со сигурност. Меѓутоа ние можеме да сретнеме еден куп искажувања на доктори кои што од разни области на земјата имаат исти сведоштва за луѓе кои што не биле будни долго време, се будат, стануваат она моментална смрт и кажуваат едните исти работи. Клиничката смрт е навистина нешто што постојано слушаме, имаме пример. И тоа сите некакви слични работи си кажуваат. Да. Сега дали ние ќе веруваме или не, дали ќе кажеме дека е глупост, или повторно она ќе биде правимо додека е жив, после не важи. Не е точно дека се не важи. Не важи облеката, не важи храната. Па да, зборуваме за материјата. Пиењето, да. Точно е дека треба да се почитуваме додека сме живи. Меѓутоа, грижата наша за нашите упокоени не престанува со смртта нивна. Затоа што човекот може да се од себе си менува додека е жив. Меѓутоа, исто важи и за еден затвореник. Може да се брани додека не му се изрече пресуда. Кој ќе тропне судијата, го врзуваат и го носат. Меѓутоа, дали престанува посетата? Повторно, блиските ќе го замолат управникот на затворот. Те молам, погрижи се за овој мој. Па ќе однесе кебе додатно, па ќе однесе храна, некоја помош, ќе ги замоли стражарите да се однесуваат добро кон него. Да. Зашто бил добар човек. Ние сме го познавале нашиот ближен како добар човек. Моментот на нашето повторно посетување на гробовите е момент кога го молиме Бога, царот на сите, кон кого што сите се враќаат, да си спомне за него, да не го заборави. Бидејќи би требало и на нас природно да ни доаѓа да не го забораваме, зашто го имаме во меморија. На крај, кој најголем доказ треба да ни биде дека постои вечен живот за човекот? Уникатноста на личноста. Секој што го познаваме еднаш се родил и се појавил во нашиот живот и го снемува. Исполнет со свој карактер, свој глас, своја убавина и добрина, и сега замислете тоа да биде пупу не се важи веќе. Си се поиграл некој со нас, сме постоеле 5-60 години или некој од нашите ближни и веќе го нема, ајде да го заборавиме, ние си вртиме нов лист, буквално како да бил некој каменче што сме го сретнале на пат и сме го одминали, веќе сме го заборавиле. Ама не е така со луѓето. Остават длабоко сеќавање и емоција во нашата душа, токму заради тоа што е личност. Личност со личност најдобро комуницира. Не личност со предмет. Предметот се заборава. Но личноста затоа што ги содржи оние вечни димензии, она Божјото во себе, ни остава на друг начин трага во душата. Едно сеќавање исполнето и со љубов и со емоции се. И затоа не смееме да ги забораваме, а токму поради тоа да си кажеме буквално глупост е овој што го познавав да не постои веќе. И навистина христијанството е бунтовност и револт против смртта, против се она што е пропадливо и смртно. Ние доаѓајќи повторно на гробовите да си спомнеме за упокоените. Од самиот момент на опелото кога се умираат, па до сите сеќавања кога доаѓаме на гробните места, е момент дека повторно и повторно покажуваме да, умре, ама ние очекуваме вечен живот. И затоа стоиме и се молиме. И затоа исправно молитвата да ја кажеме со свештеникот, зашто во молитвата се кажува прости му ги гревовите и дај му вечен живот. А не да дојдеме и да ги најадеме и да ги напоиме умрените. За душа нивна. Гледате колку веќе со смислата на постоењето се коси она носење на храна во изобилие на гробовите. И да кажеме дека е за душа. И да кажеме дека е доволно тоа што јас пред комшиите и пред луѓето сум покажал дека го почитувам оној што умрел
ќе изнесам дури и чадор ќе кренам, уште некогаш радио фали, постелано со не знам какви јадења да покажам колку го почитувам, а нема да се помолам со свештеник. Што ќе ми е тој? Значи јас имам чувство на почитување кон оно што лежи, ама дали од незнаење или не знам од што, Но не е тоа начин. не му го давам тоа што нему всушност му го треба. Зашто повторно, со тоа што ќе се помолиме, покажуваме револт и бунтовност кон смртта. Не се помируваме дека се завршува тука. Туку доаѓајќи на громното место и молејќи се Бог да му даде вечен живот, искажуваме дека Христос навистина воскресна, ние како христијани на тоа се држиме и на тоа се темелиме како вера, и како надеж, и како начин на живот, и како морал. Значи, морални сме како христијани заради тоа што вечен живот очекуваме. Не зашто очекуваме да не пофали некој. Значи, гледате како се сведува на таа навидом едноставна работа, одење на гроб, а всушност целиот и наш живот, и целата надеж, и моралниот живот, и воспитувањето на деца, и односот меѓу луѓе се крепат на тие работи. Од едно обично нешто. Се правиме заради воскресение од мртвите. Затоа што поверувавме во Христа дека воскресе. Да, точно. Добро, јас мислам тука нека да направиме една пауза, да се одмориме малку, после која се враќаме повторно во студијата.
мамо, таја бела свила, а де се ти товар, мамо, бела богасија и убогасија, мамо, глава од јунака, глава личеше, мамо, на моето братче. Продолжуваме со разговор во студиото. Мојот гостин е отец Игор, а темата ни е колку всушност ние сме немочни, колку не одлучуваме ние за нашиот живот, до кога ќе живееме, единствено нешто на каков начин ќе го живееме живот. Тоа е нешто што можеме да допринесеме самите. Сега колку можеме да промениме, се трудиме. Колку сме грешни, безгрешни нема. Сигурно некаде и во нешто во животот сме погрешиле. Сме навредиле, сме направиле нешто што велат што е недело. Сме направиле некои работи кои не мора да бидат, се да е тоа, да кажеме, од многу големи и тешки размери, да кажеме криминално нешто или да направиме некој најголем грев, да одземеме живот нечи, Бог да чува, нешто да биде толку страшно, но оние секојдневни мали ситни гревови кои некогаш можат и да се размислуваат како нешто што може би е не толку мало како што може би на нас не се чини. Но, нели, луѓе сме и не сме ние тие кои што одлучуваме дека навистина не можеме да промениме ништо. Ќе кажем еден пример, а после тоа ќе сакам да ги да објасниме оние работи, оние верувања. Американците како нели најсилна моćна сила секогаш се труди да дознае нешто повеќе. Во едно истражување, познато истражување, ставаат камера во гробот. Нели, хумката кај што треба да се закопа покојникот, ставаат камери. И тоа камери кои што се со од најсофистицирана модерна техника, кои што исто влегуваат на одредена длабочина во вода, во земја, секаде, за да видат што ќе се случува кога ќе се спушти телото на покојникот. Ја ставаат таа камера, ја вклучуваат и сите очекуваат што ќе бидне. Го закупуваат и поминува саат, 2, 3, еден ден, еден ноќ. Во првите 2-3 часа ништо не се гледа, потоа тоа се губи секаков сигнал. Ја вадат снимката, го повторуваат процесот. 1, 2, 3 пати. Поминува саат време, настанува мрежа на снимката кога ќе снема, да кажеме, ништо на нашите телевизори. Настанува и тоа. Ја проверуваат техниката е во ред. После неколку обиди, одат кај свештеникот и го прашуваат. Ајде, оче, кажете ни, зошто е тоа така? Тој само се насмеал и им рекол, немојте да се мешате во Божјата работа. Значи, тоа е нешто што не може да се види. Тоа е работите кои што се скриени треба да останат така. Значи, немојте да се мешате тамо каде што едноставно сте само луѓе, ништо повеќе и сите ние. Што ми беше поентата? Она што се случува како обичај, го разговаравме, нели? Кога ќе се случат 2 смртни случаи во еден исти дом. Нели, сите ние веруваме, ако се случи во рок од 6 месеци, во рок од 2 месеци, 3 месеци, да кажеме, ќе изгубиме еден човек, после 2-3 месеци губиме друг од истата куќа. Обичајот е да се заколе нешто. Што значи тоа? Зошто?
Па сигурно Верување некој- дека сите го работат? Сигурно на некоја баба и текнало тоа да даде трета жртва, бидејќи нашиот Бог е нели наводно тиранин кој што се храни со крвта и животите на луѓето, па сигурно снемал нешто на трпеза, па живи луѓе ќе јаде сега. Да, не е Бог љубов, туку е некој дебел, мрсен тип кој што како на джинот кој ќе се качи по грашокот малечкиот. И сега што да му дадеме, ајде црна кокошка или не знам што и ќе се скине глава па ќе се фрли тоа. Значи, Веројатно со цел да се разбие тоа нешто што да, трета изгледа. жртва демек морало до 3 да биде. Јас имам буквално искуство, поминува многу домови кога ќе се упокои некој и нели се прави трисагија, молитвата пред да се однесе во капела или односно во црква, упокоениот, и го токму ова прашање го дискутиравме. И излезе една жена која што рече: ние имавме таков случај, двајца се упокоија, заклавме коковче, или не знам што, и се случи и трета смрт. Значи не можело да се спречи. Да. Значи, поентата е ова. Можеме единствено да влијаеме на тоа како ќе живееме ние тука, со каков квалитет. Така. Дали постојано со омраза, со љубов, со завис, сите со нервоза, сите оние работи кои што на вистина здравјето го одзимаат, а и духовно не расклатуваат и не ни даваат моментот на животот да го доловиме тие работи, да го живееме, зашто Бога само во сега можеме да го најдеме. Бога не можеме во минатото да го најдеме ако живееме со мислите, и Бога не можеме да го најдеме во иднината ако постојано планираме нешто, вака ќе биде, онака ќе биде. Бог не наоѓа ние него само во сегашниот момент, сега што правам, сега се важи. Така. Затоа иднината наша, смртта наша, не можеме ниту да ја предвидиме, освен оние свети оци кои што толку се просветлија, што буквално кажаа, или си сами ископаа гроб и си направија сандук и кажаа дека за 2 дена има и такви случаеви, или на свети оци, тоа е веќе нешто друго. Тоа нивно предзнаење е резултат на нивни чист живот и многу близок до Бога. Вие знаете кога сте се дружите со некој човек и ви е пријател кој што е полн со информации во градот, први ќе ги дознаете информациите, така и со нив. Едноставно, ние можеме само тоа да го направиме. Да бидеме што поблиску до оној кој што има правата информација за животот и смртта, а тоа е за Бога. Што по-евангелски да живее. Тоа треба да ни биде на нас важно. А дека некаква сила од животно допринела да има смртни случаи или да нема, тоа е заблуда чиста. Тоа се само верувања кои некако останале, кои можеби сугестивно ни доаѓаат, кои можеби, ете како што велите, срамота од комшиите, од соседите, Ако тоа не да направам, го ќе се направиме. случи тоа. Да, да. Тоа е, Значи не може да се спречат некои работи. еве кажу, токму затоа еден прост пример, дека Да. жената и го направила тоа, Да, и пак се и случило. пак се случило. Сега, оној кој што ќе заколе, повторно, ќе го прашам, дали го замислува Бога како некој крвожедник, кој што на рацете има крв од луѓе, и двајца замина од кај вас, го барам и третиот, и вие ќе му дадете некакво животно? Значи, што го правите Бога? Очигледно покажувате дека вие не го познавате Бога. А православие е токму тоа. Правилно да се познава Бог, значи, откако ќе го познаеме, правилно да го славиме. Во момент кога ќе направиме таква жртва, ние не сме православни. Очигледно веруваме во некој друг Бог. Нашиот Бог го испрати својот еднороден син, тој да пострада, за да нема други жртви. Многу е ова важно. Крстот е потсетување токму на тоа, дека еднаш се случи за нас жртва, која што е искупителна за сите. Сите жртви, курбани, јагниња, кокошчиња, не знам што ќе го принесеме, ќе биде поништување на оно што Христос го направи. Значи, немаше умирање, немаше страдање од страна на Христа, ние го имаме ова животно. И буквално на Бога, Оче, твојот син ништо не вреди и неговото страдање, ние си имаме животно. Него ќе ти го дадеме, ти прими го него. Нема да го прими. Како што на секој родител детето негово е на прво место, така и Бог, како се вели, толку го возлюби сето што дури и својот еднороден син го даде.
Така. Значи, му значил тој син, за да го даде за ние да се спасиме. А не се вели дека даде јагне или коковче или не знам што. Така. Уште една работа. Го спомнавме Свети Трифун. Нели, кога ќе се падне денот, нели, да се оди на гробиште на задушница. Народски се верува, ќе се трпаат мртвите буквално со тој речник и така и се мисли, и со таа цел и не се оди на задушница, не се излекува. Повторно верување, повторно нешто што останало. Да, тоа значи дека ние кумановците и малку поширок регион овдека, оваа година која што предстои, би требало да имаме помалку смртни случаеви од оние што се во Скопје и во другите делови на Македонија. Затоа што јас контактирам со браќа свештеници кои што се од тој дел, тие велат кај нас такво нешто не постои. Кога ќе се падне Свети Трифон и задушница во исти ден, луѓето кај нас се излегуваат, за да ги посетат упокоените, да се помолат за нив. Тогаш е денот. Да. И буквално ако тргнете од Скопје некаде до Делјадровце, бидејќи гробовите се по страна, ќе видите има гужви на гробовите. Ако ќе заминете тука веќе Агино село на кај нас, на градските гробишта, нема никој. Што сега испаѓа? Дали ние нешто повеќе знаеме од другите, или едноставно името на Свети Трифун сме го погрешно разбале. Па од се нешто се плашиме, а најмалку од Бога се плашиме, ама од сите такви глупости имаме повеќе страв отколку од ова. Немој, тргнал еден така и сите. Зашто вие знаете, кога ќе кажете една лоша вест или лоша информација, многу побрзо се шири отколку нешто вистинско и исправно. Да. Свети Трифон, името негово, значи Трифон, три звон или три глас. Значи, воопшто не представува некакво трупање. Сосема друго значење има името. Први не погрешно, па од Трипун да излечеме трпање, значи Свети Трифун или Свети Три глас. Такво му е името. И тој бил млад маченик кој што долго време не сакал да се откаже од Христа и заради тоа бил убиен. Никаква врска он нема со тоа дека сега он допринесува да се трупаат умрените. Коинциденција што се паднал неговиот празник со задушница. Да. И ние тој ден кога треба да ги посетиме упокоените, тоа исто како што ги посетуваме и живите, рековме за Бога нема живи и умрени, туку сите се живи, и ние нашите преминети во оној свет не ги посетуваме тогаш. Да, кога наистина е денот да се направи тоа. Добро. Сега, да тука сме некаде пред крајот и да се подсетиме на она што всушност е главната тема. Утре е задушница. Каков е редот оче, како да се започне денот и како навистина да се обележи, да се направат сите оние работи кои што навистина треба да ги направиме со оглед на тоа што да го одбележиме достојно и да го испочитуваме редот. Конечно да научиме каков е вистинскиот ред. Првин, станувајќи и подкотувајќи се за посетувањето на нашите упокоени, треба тоа да не биде. Ќе одам да се помолам за мојот близок, кој што е упокоен, за да има вечен живот. Првин да знаеме зашто одиме таму. Потоа да понесеме пченица и вино. Првин, зошто пченицата? Апостол Павле на едно место вели додека пченицата не се закопа во земја и не скапе, таа не може да роди нов живот, нов плод. Оттаму и телото додека не скапе, додека не се распадне, не може да воскресне кога Христос ќе дојде. Се носи блага пченица за да се подсетиме дека од Бога при молитвата со свештеникот ќе бараме блажен живот, нели благ живот, добар живот, оттаму нели блага пченица. И виното кој што е црвено, нели треба да не подсети на жртвата Христова дека ние тој вечен живот го имаме ради Христа. Се што ќе е повеќе од тоа, веќе ќе е излишно. Се случува да се понесат разни баници, манџи и меса, многу храна, а пченицата и виното да не се најдат. Сме заборавиле очи. Значи најважното сме го заборавиле. Оно надежта наша и верата наша која што исповедаме преку таа пшеница и вино, ние сме ја заборавиле.
Затоа апелирам на луѓето. Не, од некого мора да почне. Добра навика од некој мора да почне, како што лоша започнала од некој, Така. така и добра навика мора да започне од некој. Првим луѓето би им апелирал да немаат срам од тоа што донел оној што е до нив. Комшијата Така. на гробиштето. Што ќе каже баба некој, што ќе каже шубе ми е и не знам што, јас сум го почитувал и преку ова сакам да го испочитувам Дали умрениот. тоа начинот? Со не знам колку торби стари бабички кои што не можат да одат, Да. мркнати се, пробиваат ни се онаа гужва, само да може да постелат на гроб една трпеза. Први нека се подсетат дали јаделе додека тој бил жив врз него тие луѓе. Секако дека никој не јаде врз жив човек. Кога бил во ковчегот, дали јаделе тогаш врз него кога бил веќе поставен умре. Затоа и нема логика да се јаде повторно, зашто тие се долу. Физички навистина се долу луѓето. Да. И сега ти поставуваш и јадеш врз нив. Први не е поента да одеш и да отидеш на гробно место и да каснеш нешто за душа нивна. Тоа што некогаш се носело на гробните места е заради тоа што имало многу сиромаси. Ние знаеме дека христијански е да понудиш храна, облека на сиромах, Сиромасните, така? да. За Бог да си спомне за твојата милостиња. И на гробните места се носело храна за да на оние што просат им дадеш и да кажеш за душа на упокоениот. Во смисла милост права, милостиња, евангелска милостиња со тоа што ти давам во име на упокоениот. А тој што прима да си каже Боже, прости го овој кој што, нели, семејството негово мене ми дава храна. Така. Ама не во смисла ќе му запалам цигара зашто пушел, ќе му ставам ракија зашто пиел, Така. ќе му оставам месо зашто јадел ваква манџа или онаква многу сакал ваква баница. Јас ќе му оставам да го касне тоа. Луѓе сте гледале, нели, сите сме гледале ескомуникација. Што останува една гола коска, нешто парче мевце, некое суво и тоа за некое време и тоа ќе го нема. Значи да не се залудуваме. Културата си ја покажуваме и интелектуалниот развиток. Така. Го покажуваме преку тоа. Што носиме? А еве го православното, еве го оно кој што Бог како надеж ни го даде. Човекот станува со друг квалитет. Нема да кажам дух, зашто човекот не е сам многу повеќе од тоа. Христос гледаме се покаже со телото, со видлив облик, само што беше безсмртно тело. Затоа ние одејќи таму нема да носиме храна која што само за време додека сме живи, Така. не одржува во живот, туку ќе отидеме таму да се помолиме. И додека стоиме. Нема да наздравуваме, нема да галамиме, што е многу важно, додека свештеникот се моли за некој ужален родител, може да некој младо дете, не може свештеникот да се сконцентрира на молитвата до оние кои што им е пикник гробното место. Да. Гледате колку сме изгубиле осет за тоа што е свето, што не свето. Значи и гробиштата веќе не ни се свето место. Се однесуваме како на пазар да сме. Јадеме, пиеме, се веселиме, се смееме. А она најважното место да застанеме и да погледнеме дека и ние еден ден ќе бидеме тука. Така. Значи до оној што стои до мене и до ближниот мој, како се однесувам кон него. Се ќе заврши со смртта, а јас како го живеам животот. Дали ми поминува во алкохол, дали во безделничење, дали ништо не направи со својот живот, дали не се покаја за безброј моите согрешенија. Значи, за душниците за тоа, не само за упокоените, туку и за нас. Треба да ни бидат еден пресек во животот до каде сме и што сме. Дали се движиме кон Бога, кон кого секај се сврши. Дали одиме на кај Него и го бараме и се молиме. Сите тие работи се толку тешки и ако си ги поставиме додека сме на гробиштата, верувам дека ќе биде навистина тивко како на гробиште, што вела. Зашто побудуваат исконски прашања за животот. Не да паднеме во депресија ние, џабе, јади пи, утре тука Па ќе ќе бидам. завршиш тука. Туку не, гледајќи го крстот, ќе кажеме, не јади пи и понаши се било како. Туку внимавај, еве го искупението, ќе имаме вечен живот, не завршува се тука. Ама вечниот, односно воскресението ќе се случи, меѓутоа како се вели во Евангелието, за добрите блажен живот, за лошите вечно страдање. Е тука
во тие моменти ние во таква атмосфера треба да бидеме на гробиштето. А не во јадење, пиење и не знам какви не дискусии. Така. Имам уште две прашања кои морам да ги поставам бидејќи навистина имам уште 5 минути. Кога ќе погребеме некој, ручекот после погребот и одбележувањето на 1 година, на 2 години, на 6 месеци, тие парастаси кои што се 40 дена. Колку е тоа редот и каков треба всушност да биде? Па по упокојувањето парастоси панихиди се прават затоа што навистина тоа е сосема други зборови од она што е на апелот. Се кажуваат зашто веќе човекот е представен пред Бога, се прават на 40 дена, ама точно на 40 дена, зашто Спасов ден, земете било календарче од било која година, ќе видите дека Спасов ден е 40 дена после Великден секогаш. Така. И ние гледајќи што се случува со човекот преку Христа, нели Христос први се јави на апостолите. Да. На 40 дена он се вознесе на небото и седна се вели од десната страна на Отецот. Не значи тоа дека Отецот има лева и десна страна, туку десна страна како важна страна. Значи, Синот го вознесува човекот на многу важно нешто, место, драгоцено место. И затоа ние на 40 дена се збогуваме со оној кој што се заминува. Така. Замислете, некој ваш ближен заминува за Белград. И тоа се случува утре. Денеска ако отидеме на автобуска станица, залудно не можеме да се поздравиме зашто тој се уште не е заминал. Ако отидеме после 2-3 дена, тој веќе заминал. Повторно сме го промашили. Значи вистинското време Истото се случува кога го поместуваме денот, 40 дена го ставаме порано или покасно. Значи треба 40 дена точно на денот да биде. така. Потоа се прави на пола година парастаси и на година. Тогаш пред да истече датумот се става нели поменот во саботата. И повторно пченица, леп и вино. Не знам какво изобилие на храна. Не знам какви ручеци. Подобро тие пари кои што ќе се потроши семејството ако материјално нема средства, подобро тоа нека живее година дена како што треба, отколку за тие неколку моменти да се истроши и да јадат леп и сол. Верувам дека и упокоениот кој што ги љубел не би се сложил со нив. Туку и он допринесувал и се трудил во тек на живот тие да имат. А сега тие се трошат во рок од година дена, не знам, не може да преживеат некој од нив. Зошто? Зашто таков бил адетот. И да не кажат другите луѓе вака Кој што всушност воопшто не доаѓа од црквата, воопшто не е ред кој мора да се направи, кој мора да се помине. И уште една работа. Тоа е мода само. Ето, добро. Зошто се пали свеќа? Гробното место, гробиштето треба да ни се свети. И да се однесуваме кога ќе отидеме на гробно место како во црква. Значи, истрошен, исцеден, испразнети од световни размислувања, световни нервози, расправи меѓу брат и сестра кои што го делат имотот, а родителот лежи пред нив, па се караат околу гробот и понатаму она световното ги држи, наместо да си сетат дека нивниот драг родител веќе е при Бога, да се помолиме за него и ние еден ден ќе отидеме пред Бога и се она што е деленичкото и оние расправи што сме ги имале стварно нема да бидат важни, туку дај да видиме што е важно сега. Значи се помолуваме и палиме свеќе. Зашто и во црква палиме свеќе, така? Така, Нели? така. Свеќата представува молитва, дека во овој момент јас сум дошол и сум запалил свеќа. Светлината го представува Христа, да му го просветли патот, така се изразуваме, да му даде светлина во вечниот живот на оној кој што лежи тука. Затоа многу е погрешно да се пали цигара. Замислете на што би личело ако запалите цигара и отидете в црква и боднете во песокта. Мислите на моментот кога ќе запали цигара на гробот, така? Да. Истиот момент е, палиме свеќа во црква, во песокта, палиме свеќа на гробното место. Значи не личи да се пали цигара. Зашто е свето место, нели веќе реков. Да. Моштите се свети, никој
нели постои осквернување на мостите, кога некој ќе ги извади и не знам што уште ќе направи. Истиот однос што го имаме во црква, да го имаме на гробното место. Што личи за во црква, личи и на гробното место. Тоа наједноставно би запаметиле и складно тоа и да се однесуваме така. Така. Јас мислам дека барем се потрудивме да одговориме на оние прашања кои сигурна сум дека сите нас не засегаат. Сите ние имаме во нашите семејства и во нашата поширока фамилија вакви состојби, вакви ситуации во кои што навистина кога ќе се случи нешто не знаеме како ќе реагираме и најчесто тука доаѓаат нели бабите, тетките, постарите кои ајде имаме постара жена па да ни каже како треба. И тоа се обичаи, адети кои навистина посебно во тие моменти кога сме во жалост, навистина не ни се потребни. Теретување, трошоци, бескрајни трошоци и нервози и да не сум заборавил нешто. Да, што е страшно. навистина што е многу страшно, што дополнителна нервоза си прави, за трошковите да не зборувам, кои одат неповратно, не знаеш зошто ги работиш, нели сите ги прават, па морам и ние. Значи, едноставно сакавме со оваа емисија точно наменета пред задушница, пред утрешниот ден, значи да го обележиме на начинот кој што навистина личи како христијани, како православни христијани, како и што името вели, на прав начин да го славиме православието, да го одбележиме како всушност по каноните на црквата, да се придржуваме по редот, бидејќи ако навистина сме тоа што сме, треба да сме запознаени со редот. А не да направиме нешто што не ни е убаво кога го правиме тоа. Еве се сложувам со тоа кога веќе имаме погреб или било какво одбележување, ние сме нервозни, сакаме до некое време да стигнеме, да постигнеме, да направиме, сме заборавиле локумче, сме заборавиле нешто вакво, сокче, леле, ракија не сме ставиле, не нервираат навистина погрешни работи, а всушност не можеме да го испратиме покојникот, а тука ни е само тој ден и никогаш повеќе. Ето. Тој половина час за молитва е само тој половина час за молитва. Да. А верувам дека низ главата на оние кои што најмногу треба да се молат е тоа. Дали пешкири понесов, дали баница, дали ова, дали она. Точно. Го губиш го повторно она Бог е во моментот. Ние не живееме и не се молиме во моментот, значи не допринесуваме за оно што лежи, ние сме некаде таму во планирање на безброј глупости. Да. Го завршува свештеникот и ние сме го испуштиле моментот. Да. Никој не може да ни го врати тој момент. Да. И тој си заминува во гроб. А душата не е олеснета зашто не сме се помолиле, зашто човек кога се моли го предава на Бога. А оној кој што верува има доверба во Бога, дека ќе направи како што побарал и тој се утешува. И ќе заврши се и нема ни утеха, постои нервоза и сите работи што ги набројавте ви. Да. Покрај неважното го испуштаме важното. Најважното кој е тогаш и никогаш повеќе. Значи тие моменти кои што ги имаме, такви какви што се велата, тој е покојник, значи не можеме да му дадеме да јади, да пие од сето она што го подготвуваме, сето тоа го подготвуваме за луѓето кои што се дојдени. А сите се дојдени да го испратиме покојникот. Значи наместо да се посветиме на тие неколку сат, пола сат, колку и да е на тој човек кој нема да го видиме, ние се посветуваме на живите луѓе, да ги нахраниме и да ги напиеме, а сите се најадени и на никој нели посебно не му се јаде кога веќе на тие такви траурни ситуации кога наистина не е ни место ни време за тоа. Значи сакаме да го потенцираме, да кога веќе ќе дојде некој таков момент да го испратиме на начин на кој што ние во всушност го чувствуваме. И верувам дека сите од вас го имате тоа чувство, да се опростите од покојникот. И сите повеќе би сакале тоа да го направат. Одошто да се нервираме за некои глупости, минорни ситуации кои воопшто не се битни во тој момент, во таа ситуација. Оче, тоа е од мене што ја сакам да кажам. Така. Од вас? Па има еден технички дел во однос на излегувањето на гробишта. Значи, луѓето да очекуваат, зависно од местоположбата на гробното место, правило е во петок, значи тоест утре, од 10 часот свештениците тргнуваат од центар на градот, зборувам нели, како страна, од влезот на гробиштата, накај населбата Бамидол натаму. Значи така се движат, па секој според парцелата каде се наоѓа, дали на почетокот, средината и крајот, да се испланира од прилика
нели дали порано или подоцна да дојде, Добро. што свештеникот поминува, потоа ќе се врати нормално кој е гужва, малку е потешко, а додека во сабота се тргнува од кај долната страна од Бабиндол на кај центар на градот. Затоа оние кои што се на почетокот на парцелите, нека се бидат уште во 9 часот. Оние кои што се на средина, на кај 10 часот, 11 и така. Ние ќе бидеме таму до 1 часот. На секоја парцела си има свештеник, меѓутоа складно тоа колку луѓето ќе бидат навремени, толку полесно и они ќе завршат работа и нема да чекаат и нема да има нервоза, толку полесно и на нас ќе не биде да можеме поред да го работиме тоа. Повторно да се навратиме, да се однесуваат како во црква. Без брзање, нека се замислат за живот на покојниот, нека се замислат за својот живот, или оно што го зборувавме. Дека и ние еден ден ќе бидеме тука. Верувајте дека многу побрзо времето ќе помине и нема да биде она да помине попот да пресипе тој. За да ние сме слободни и адето сме го завршиле. Повторно кажувам, таму сме да се помолиме за вистински спокој да доживее оној кој што заминал, а и да покажеме вистинска љубов. Што не е се изгубено дека веќе за нив ништо не можеме да направиме. Апелирам друга работа. Луѓето да не се врзуваат според она. Ако почнале да јадат, демек веќе попоти да помине, залудно е тоа. Јадењето нема врска. Значи, ми се случувало, доаѓам, ќе се помолиме ле за покојниот. Оче, ние почнавме да јадеме. Врска си нема вие што сте почнале да се храните, со оно што вие треба да направите. Слободно оној кој што донел да касне, нека касне, па свештеникот кога ќе помине тогаш, нека направат молитва, зашто ако тамо сте каснале, за вас сте си направиле добро. А за оној кој што дошол до вас, заради кого сте дошли, а тој е упокојниот, останал гладен, зашто тој не може да јаде, а нему му треба молитва. Сега вие сте си се најале, а он останал гладен. Колку е себично тоа да го направите. Затоа, сами да не присипуваат, зашто без благословот кој што свештеникот го носи и при крштевање, и при венчавање, и при погребение, свештеникот го нема. Обичниот човек го нема. Како што немам јас дозвола и печат да издам рецепти за болни луѓе. Едноставно немам власт. Нека се стрпат. Тој еден ден е наменет за нашите ближни кои што биле со нас и кои што се уште се со нас како црква, како живо нешто. Ако ги занемаруваме, тоа исто присетете се како да сте ги занемариле за нешто што во животот им требало. Затоа нека бидат луѓето малку поодговорни, а со тоа и културни во манирите на православието. Нека бидат трпеливи и со љубов да го направат тоа што планира да го направат на тој ден, а тоа е да се помолат за упокоените заедно со свештеникот. Така. Еве го пробивме малку терминот, бидејќи навистина она што е битно, она што е важно, би сакале да го напоменеме и да го потенцираме. Драги мои, сите вие кои што утре ќе излезете на задушница и кои што ќе сакате да го направите редот како што и е, како и што личи, еве, пробајте барем една задушница, барем оваа задушница која што следи, да го испочитувате редот како што советува црквата, како што ни вели отец Игор. Пробајте да ја направите оваа задушница, нели во сабота се излеко, и утре и во сабота. Пробајте да го направите тој ред. Верувам дека многу подобро ќе се чувствувате и мислам дека секоја од наредните задушници ќе продолжите на таков начин да ја испочитувате и да ја одбележувате. Оче ви благодарам на вашето учество. Се гледаме повторно. Почитувани гледачи, и на вас ви пожелувам убав и пријатен ден. Се гледаме повторно утре, репризното издание оди утре во попладневните часови со почеток од 15 часот и 10 минути. До тогаш имате убав и пријатен ден.